Благодарам. Јас ќе се осврнам на делот на кризниот менеджмент. Значи, повторно прогласуваме кризна состојба, значи од 2015 година до 2022 година, значи 7 години прогласуваме кризна состојба на јужната граница, односно и на северната граница на Република Македонија. Состојба која што по сите начела треба да трае многу кратко, затоа, како што каже и професорката, и уставно, односно законски ограничена, и секојаш треба да се тежне таа, односно време траењето на таквите состојби да трае што пократко, затоа што се на некој начин, посебно во делот со вонредните состојби, се ограничуваат и човековите права. Јас само ќе ги прочитам членовите од закон за... Значи, со овој закон вика се уредува системот за управување со кризи во Република Македонија. Одлучувањето и употребата на ресурсите, комуникацијата, координацијата и соработката, процена на загрозеност на безбедноста на Републиката и така натаму. Системот за управување со кризи опфаќа и прибирање на информации и процена на состојбата, утврдување на целите и задачите, развој, спроведување на потребните действија за превенција, рано предупредување и справување со кризи. Да видиме во делот на ресурсите со што се соочуваме. Главни во справувањето со мигрантската криза се Министерството за внатрешни работи и, за жал, и армијата на Република Македонија, која што, според моје мислење, нема потреба да биде ангажирана на јужната граница и на северната граница, и токму затоа ценам дека нема потреба од прогласување на, односно од продолжување на рокот на кризната состојба. Што имаме во Министерството за внатрешни работи? Наместо да трупаме човечки ресурси, човечки потенцијал, не имавме едни беспилотни летала кои што беа state of the art, најмодерни беспилотни летала, кои што, за жал, со доаѓањето на Социјалдемократскиот сојуз на власт, тие беспилотни летала, кои што се скапо платени, беа исфрлени од употреба. Тоа се летала кои што, например, кога ќе го кренете од Велес, може да гледа долу до Ларис. Практично да се намали употребата на човечкиот потенцијал доле на граница. Со тоа е направена штета на државниот буџет, затоа министерот за внатрешни работи, кога не го гледам во салата, многу добро знае, тоа представува кривично дело, значи свесно уништување на капацитетите на Министерството за внатрешни работи. Понатаму, во делот на Министерството за внатрешни работи однесува за човечкиот потенцијал, можеме да видиме дека во изминатиот период, наместо да се примаат квалитетни кадри, гледаме прием на поранешни градоначалници кои што ги изгубиле изборите и се поставуваат во Министерството за внатрешни работи. Конкретно имате лица кои што се поставени како аналитичари за ДНК, што мислам дека е крајно несериозно, неодговорно и го нарушува системот за безбедност. Во делот на армијата исто така, слободно можам да кажам дека партизацијата и тука си го прави своето. Унапредувањето, односно во Министерството за внатрешни работи, да го дополнам, и напредување по 3 скалила одеднаш, значи партизација до најниски нивоа. Како можеме сега ние да очекуваме дека со тие мигранти, со тие кризни состојби ќе се справуваат професионални структури, односно лица кои што имаат компетенции и квалитет, кога од друга страна го гледаме министерот дека врши тотална партизација на министерството. Во делот на армијата исто така сакам да кажам дека се уништуваат капацитетите на армијата, и тука не спомнувам само за оние воените, односно борбените капацитети, туку зборувам и за невоените капацитети и зборувам и за целосната партизација која што во армијата постои, за жал постои. Понатаму, како што споменав, реков, во делот на системот за управување со кризи, во членот 1, опфаќа и прибирање на информации, процена и анализа на состојбата. И тие се потребни за превенција, која што е збир на планирани, организирани и институционално водени активности, насочени кон намалување или целосно избегнување на неповолните влијанија, на ризиците и опасностите. Да ги видиме кои се тие институции што треба да бидат одговорни за оваа превенција, односно за изработка на оваа процена. Тука станува збор за Агенцијата за разузнавање, Агенцијата за национална безбедност, Воената служба за безбедност и разузнавање. И што имаме ние во Агенцијата за разузнавање? Денеска имате скандали кои што ја тресат Агенцијата за разузнавање, имате директни обвинувања за кои што директорот се нема произнесено, значи за проневера, односно за доделување на грантови од 600.000 евра на членови на блиското семејство. Никој не реагира на оваа состојба. Внимавајте, владеачко мнозинство сте во членка земја на НАТО, а вакви скандали излегуваат, вие немате никаква реакција. Во делот на Агенцијата за национална безбедност
Имате рекетирање од страна на агенти на Агенцијата за национална безбедност. Лица кои што треба да се грижат за македонската безбедност, рекетираат по фирми. Имате вработување на нестручни кадри. Конкретно ви кажам, една наша поранешна, односно ваша поранешна колешка на претходни колеги пратеници, е вработена како началник за национална безбедност во една од општините на Истокот. На некој начин и се реванширате за гласањето за промената на името. Такви ли лица треба да ја водат националната безбедност и тие ли ќе ни помагаат во делот на спречување на мигранти, откривање на ризици и така натаму. Во делот на воената служба за безбедност и разузнавање можам да ви кажам дека таму се работи само исклучиво партиски, се вршат политички пресметки со неистомисленици, дури и со високо позиционирани воени лица кои што се уште се на служба во армијата на Република Македонија, а од друга страна структурата на воената служба е оставена практично на улица. Лицата се изфрлени од објектот во кој што престојуваат. Објектот се реновира, Шекеринска го опушти како се сликаше таму пред почетокот на реновирањето на објектот, меѓутоа еве до ден денеска структурата се нема вселена во тој објект, фирмата има престанато да работи, така да таа структура практично не може да одговори на предизвиците, односно да одговори на задачите кои што се поставуваат од системот за одбрана. Такви структури не може да направат правилна проценка. Практично ова што сега ни го предлагате да го продолжиме рокот на важењето на кризната состојба, можам да кажам дека една ситуација, така наречена лер ситуација, воопшто не се размислува како да се продолжи понатаму, туку состојбата е оставена на себе. Владата има можност, доколку собранието денеска не ја изгласа таа продолжувањето на кризната состојба, владата има можност законска во случај на потреба, кога би се појавила потреба, знам дека можеби некој од вас ќе даде образложение и ќе се согласам со тоа во потполно, затоа што има мигранти околу 5-6 милиони во Турција, има некои најави дека е можно од поради глад и така натаму да тргнат мигранти и од субсахарска Африка. Меѓутоа, затоа имаме структури, затоа имаме служби кои што ги видовме какви се во моето излагање. Во соработка со нашите НАТО партнери да знаеме на време, да бидеме благовремено информирани, владата има можност, доколку има потреба да се состане на итна седница и да прогласи кризна состојба во трајање од 30 дена. Ценам дека на овој начин 7 години да го продолжуваме рокот на кризната состојба и да ангажираме непотребно ресурси, посебно од делот на армијата на Република Македонија, која што не е надлежна за да чува граници, тоа е исклучива надлежност на Министерството за внатрешни работи, треба да бидеме демократска земја, не да бидеме милитаристичка земја. Ценам дека продолжувањето на оваа кризна состојба дека не е демократска и не би се согласил дека би требало да се продолжи. Затоа што од еден на доколку сакате, ангажирањето и на армијата на Република Македонија во делот на јужната граница не представува никакво дополнение, тоа е на некој начин само исклучиво за презентација и за градење на перцепција дека ете нешто се случува. Знаете и сами, таму имаме засилен вод, што е многу мала бројка, една единица која што не може да изведува никакви тактички активности во делот на јужната граница. Затоа ценам дека од моја страна требаше да се разгледа тоа што го предлагав уште минатата година, министерот беше присутен, кога реков Министерството за внатрешни работи треба во потполност да се ја преземе граница, доколку нема такви капацитети и сили, а има такви капацитети, затоа што во изминатиот период гледаме дека се примија над 2000 полицајци, 1600 по огласи, околу 350 сте примиле партиски, кои што се со високо образование, кои што не се поминати по тој тест на интегритет кој што тука го гласавте, така да ценам дека Министерството за внатрешни работи има потполн капацитет да се справи со оваа криза и нема потреба од дополнително прогасување односно продолжување на рокот на кризната состојба. Ви благодарам.